До крајот на годинава Пробиштип ќе добие дом за стари лица. Изградбата на домот, кој ќе биде единствен во Пробиштипскиот регион, ќе функционира според највисоки стандарди, најави министерот за здравство Венко Филипче. Имено владата на една од минатите седници во владение го даде спратот од прилика 2000 квадрати, кој што веќе 20 години е празен овде во здравствениот дом, а се со цел да излеземе во пресред на граѓаните, на реалните и вистински потреби, а тоа е да се тој трансформира заедно со Министерството за труд и социјална политика во дом за стари лица, што е голема потребата за сместување на стари лица. Новиот дом ќе биде амбиент во кој 55 стари лица 24 часа на ден ќе имаат комплетна нега и анимација. Реалноста на овој дом, според градоначалникот на Пробиштип Драган Анастасов, ќе започне да се случува веднаш по изборите. Инаку во Пробиштип во моментот има 2800 пензионери, а капацитетот на новиот старечки дом ќе биде 55. Вкупната инвестиција е 55 милиони денари и ќе биде во склоп на здравствениот дом Нада Михајлова. После изборите се направи еден ребаланс за да можеме ние реално за некаде околу 7-8 месеци да целиот овој проект го реализираме, бидејќи станува збор за еден комплексен проект со оглед на тоа дека просторот ќе се уредува и надворешниот дел некаде околу 500 квадрати, потоа подрумскиот дел, сутриниот дел, ќе има поставување на нов лифт, на рампа пристапна за корисниците, така да јас сум оптимист дека 2020 година Пробиштип ќе добие дом за грижа и нега на стари лица. Освен домот, новина за Пробиштип е тоа што за првпат по 7 години во функција е ставена и новата детска стоматолошка амбуланта за каде министерот Филипче најави и американска донација. На американската амбасада, на делот на американската армија, а тоа е целосно реновирање на кровот, системот за грејење, внатрешноста, ходниците и дел од ординациите, кој што ќе започне сега периодот кој што следи и ќе добие за прв пат овој здравствен дом систем на грејење кој што ќе биде со помош на газ.